Поројните врнажи кои пред 2 дена ја зафатија Кочанската котлина им создадоа сериозни проблеми на жителите од општината Чешиново-Блешево. Трет ден овие луѓе очајнички се соочуваат со фекалиите кои им навлегоа во визбите и домовите. Влага и неподнослива миризба се шири насекаде од излеаната канализација, која наместо да оди во отпадот се враќа во нивните дворови. Стравот и понатаму се и повеќе расте, откако метеоролозите најавија нов бран на врнежи од утре. Најмногу се плашат од бактериите и заразата која ги демне од загадената вода за пиење, како и од изметот кој буквално им тече низ улиците. Проблемот го поврзуваат со човечката негрижа и незаинтересираноста од страна на надлежните за негово брзо и трајно решавање. Велат, оставени сме сами да се снаоѓаме. 30 години сам тука веќе, сега чим заврне, сега последни тако, оддали од оризите, што затнаа таму бентовето, и дворо пун беше од него. Плива се унетре, бентове таму фаќат, забентуват, водата не протечува. Шахти, вода извира, тука е поплава. Ништо нема, нити канализација има ко свето, ништо. Ако не е асфалто, селото нема да го знаат облишо. Да. Тоа е работа. Има луѓе нека дојдат, ја не сум за тоа, имат луѓе што зимат пари, а ова е водата пиеме, ја вижеше загадена. Тоа е срамота и грота. Водата ни е загадена ептен. Ние од тука користиме хидрофори, а немаме водовод и сега оваа вода шом се каче горе над цевката, улева у таа вода за пиење. И ние шо пиеме фактички отров. Уште покритична е состојбата во Чешиново, каде зголеменото ниво на водата поплави околу 10 куќи, во кои е причинета поголема штета. Уништени се неколку селски амбари, визби и предворја. Селаните тешко влегуваат во своите домови, а стравуваат и од нивно распаѓање, поради влагата која ја има со денови. Некои од нив ни солзи раскажуваат дека изгубиле голем дел од нивната екзистенција. Го изгубиле добитокот, а и собраниот род од минатата година. Други пак со сите сили се трудат да спасат барем дел од она што останало од невремето. Амбарот не го будна поплавата. Поплавата да се оризо, поплавени и се изнасаме да се суше. Бавчите, фолијата, се елом. Голем хаос. А 3 дена водата стоја у исто ниво, никој не презима мерки. Проблемот е што не презимаме никој мерки. Ние се штитиме, мотори, лиме, чуда, оно не може да наваксиме. Сета вода се враќа панат. И едните и другите се надеваат на помош од локалната власт за побрзо расчистување на водата. Апелираат проблемот будно да се разгледа и да се најде конкретно решение, за да се спречат уште поголеми